Здраво, драги мои, здраво, драги ракови. Во ова видео ќе изборуваме за вас и се она што ве очекува во втората половина од месец март. Ние знаеме, нели, од претходното видео за вас раковите што ќе се случува месецов, меѓутоа ова е само на дополнување и ќе се фокусираме на последните денови од месецот. Генерално зборуваме за припадниците на знакот рак, така да невозможно е се што ќе чуете да се однесува на вас. Тоа што ќе се однесува во ред, тоа не го ставете, не обрнувајте внимание и тоа е тоа. При да започнеме, претплатете се на каналот, ќе добивате известувања, кога излегуваат видеови, навремено ќе си ги следите. И па, драги мои ракови, она што ве очекува втората половина на месецов е дека постојано е некоја енергија на активности, на акција, на работа. Не е нешто што го правите, нешто што го работите, нешто некаква активност. Не е некој период на емоции, на неактивности. Значи, постојано е некоја активност и таква енергија во околу. Значи, постојано ќе имате нешто да правите, дали дома, дали на работа, постојано сте вие нешто правите. Е, сега, нормално, дел од вас, ќе имате чувство дека се што треба да се направи во домот, се што треба да се заврши, се што треба да се донесе, дали е, значи, вие ќе бидете тој што ја носи храната, финансиите, негата, грижата, љубовта, плановите, се што треба да се направи во домот, тоа ќе го правите вие. И чувствувате дека е дојдено време да се жртвувате за домот и семејството. Да разграничиме дел од вас, ова ќе го чувствуваат како преголема жртва. Значи, многу голема жртва и ќе почнете дури да се казнувате себе си. Имате некое чувство дека премногу. Дел од вас тоа го правите со задоволство, вие сакате да го правите, вие сакате да ги дадете неголемите жртви, дури надчовечки напори би направиле само да се жртвувате за најмилите. И да, малку ќе ве обремени периодот, значи ќе ве измори. Пробајте малку да се опуштите. Пробајте малку да се опуштите, затоа што вие можете и без толку многу напор, вие пак можете да бидете негователот, тој што дава љубов. Вие се можете да бидете без толку многу жртва. Ова е премногу жртва за нешто што може да се направи поинаку. Дел од вас пак, периодот ќе биде далеку од дома, а во домот се случува некоја прослава, може подготовки за некоја прослава, може би нешто ќе се случува убаво во домот, а вие сте подалеку од домот и сте подалеку поради жртва повторно. Значи, вие сте подалеку од домот за да го поддржите финансиски. Како? Не знам, вие знаете, меѓутоа подалеку сте и во моментов не може да помогнете поинаку околу овие подготовки, околу ова што се случува убаво во домот, освен од далеку финансиски да помагате и да помагате преку идеи, пораки, планови да споделите. Значи, тоа, малку тоа ќе ве, знаете, ќе ве истошти, тоа што не сте дома, а дома се случуваат убави работи. Или па обратно, зависи сега од која страна на приказнавост ќе се пронајдете вие самите тука. Значи, очекувајте дека од блиските ќе добиете многу љубов периодот. Значи, ќе добиете за возврат оно што вие давате. Тоа сигурно периодот дека ќе го добиете. Ќе бидете среќни за успесите во домот, ќе бидете обсипани со внимание, дури може би некој подарок
ви спремаат. Дури може би ова забава па е за вас, а вие не знаете. Нешто зависи. На секоја ќе биде различно. Меѓутоа се случува нешто многу убаво во домот, а вие премногу се жртвувате. Значи, внимавајте, жртвите не мора да бидат толку истоштувачки, може да биде и полесно, нели? Одберете го полесниот пат. Некој ваш близок, сега за дел од вас, нели? Некој ваш близок ќе нешто прави нешто од интуиција, а се однесува и на вас. Што го спомнуваме од вас, значи вие ќе го чувствувате ова, вие енергиите ги чувствувате, вие сте дел од сето тоа, затоа ние ги спомнуваме овие работи. Значи тој нешто прави за себе, работи на нешто, меѓутоа тоа нешто е навидум, ќе речеме лудост, прави нешто од интуиција, воопшто не се консултира со разумот, со срцето, туку само интуицијата. Прави нешто, премногу се дава, гори во таа работа што ја прави. Преголема енергијата, меѓутоа тоа ќе донесе благосостојба, премногу успех и вие ќе го почувствувате успехот, значи вие на некој начин ќе уживате во благодетите што доаѓаат од овој човек, кој нешто прави, нешто се жртвува. И сега од работата, значи на професионално поле, вие ќе добиете некаква понуда, која на прв поглед изгледа премногу тешко, значи. Меѓутоа, знаете како, некоја работа која што е многу тешка, меѓутоа останува само уште една мала работа што треба да се направи, уште една битка да се изоди, да се освои, уште еден пат да се изоди, за да се дојде до успехот. Ете таква е енергијата околу оваа понуда. Значи, не е нешто што е тешко и ќе биде тешко за секојаш, туку тежок е крајов. За вас ќе биде почеток, затоа што овде во работава е крај. Меѓутоа за вас почеток. Вие сте тука да изодите последната битка. И ако го прифатите ова, тоа ќе ве стави вас во еден нов период. Тоа вас ќе ве однесе некаде подалеку. Ќе ве стави, ова е тркалото на среќата. Значи, вие ќе застанете на ова тркало и почнува вртењето. Може турбулентно на почеток, може нејасно и тешко, меѓутоа ќе ве стави на тркалото на среќата, затоа што крајот на ова тркало е среќата. И вие ќе ја доживеете среќата, а со тоа заедно и успехот. Значи, ова е вашата карта. Ова сте вие и ова е карта на победа. Значи, ќе ве стави... Значи, ова што ве очекува. Наведом тешко, меѓутоа, ако вие го прифатите и ги искористите сите ваши способности, знаења, се што имате и се што поседувате, затоа што вие верувате, имате и поседувате се што е потребно. Вие сте магионичарот, вие ги имате сите ресурси потребни за да изведете магијата, односно во овој случај да завршите работата. И успехот е неминовен. Значи, тоа е тоа што може најмногу да се каже во овие кратки видеа. И за крај, да не прескокаме, се разбира, вие само ќе си замислите желба
Или некое прашање, јас кратко ќе одговарам со да или не, или ако има тука порака кратка да ја кажеме. Значи да видиме одговорот на прашањето од раковите. Ајде вие што се замисливте да видиме што доаѓа. Епа, драги мои, во случајот не. Значи, подобро не. Затоа што ова што вие го прашавте или го замисливте, тоа е само еден хаос. А вас тој хаос во животот моментално не ви треба. Епа, драги мои ракови, се надевам чувте што треба да чуете и ќе ве водим. И се надевам дека до следното видео ќе станете во добро здравје и со прекрасни мисли. Чао, чао!